Хуманитарни пакети за сите социјално загрозени семејства, традиционално не само за Великден, во текот на целата година за сите на кои што им се најпотребни. Утро разговарам на оваа тема со отец Оливер Петровски. Добро утро. Добро утро и за многу години нека ни е денот. Нека е за многу години денот. Хуманитарни пакети за сите социјално загрозени семејства, традиционално не само за Великден, за сите големи христијански празници. Па добро се, немаме таа сила да даеме на сите социјални загрозени семејства, нели? Меѓутоа ќе гледаме да помогнеме на најголем број што можеме да помогнеме. Така што денес испланиран се поделат 160 пакети во Скопје. Оние семејства кои што веќе се во нашата програма и цела Македонија и во Скопје ги примија своите пакети, така што овој месец поделивме некаде над 350-60 пакети сигурно. Колку често се доделуваат хуманитарни пакети на нашите граѓани? Оние што имаат поднесено барање до хуманитарната организација примаат секој месец, значи не е само за празниците. Кујната, црквена народната кујна на Скопската православна епархија Свети Спас, нели, функционира буквално секој ден од понеделник до сабота, така што не гледаме да биде празник, реално. Гледаме, значи, да помогнеме секогаш кога можеме да помогнеме. Така што не гледаме дали е празник или не е празник, затоа што не се јаде само празник, туку се јаде, нели, секој ден. Да, споменавте вие кујната се наоѓа зад нас, веќе се чувствува мирисот, гледачите тоа не можат да го почувствуваат, но ние тука што се подготвува за денеска? Денеска се подготвува чорбесто гравче и салата. Ќе ги поканиме сите верници, се разбира, знаат многу често да го посетат токму овој храм? Па ќе да ги поканиме воопшто сите луѓе, не само сите верници, нели, заради тоа што хуманоста се појавува како долест буквално во сите религии, не само во христијанството. Така што можеме да ги поканиме сите луѓе да помагаат без разлика на вера, на нација, на политичка определеност, нели, да се гледаме сите како луѓе, да се гледаме сите како браќа, за да можеме да си помогнеме еден на друг. Иначе, знаете, нашите цркви се постојано отворени, сега посебно пред великденските празници. Ние сме постојано на богослужби, така што ги поканувам сите верници од православна исповед да ги посетат сите наши православни цркви и сите заеднички да му се заблагодариме на Бога за неговата жртва која што принал за спасение на човештвото. Празниците нас сплотуваат, заедно сме со своите семејства, нешто што можеби во ова ново современо време ни недостасува. Вие ги поканивте сите кои што се во можност да ги посетат. Што се ќе се случува во наредниот период, овие денови пред Великденското, пред Христовото воскресение? Значи да, па еве да почнеме од вечерва кога почнува, нели, кој ќе биде Христовото погребение, така да го наречеме, нели. За веќе, нели, тој утре воскреснува, во 23:30 часот секаде ќе се направи предутрена, нели, она што луѓето викаат кружење околу црквата и веќе од полноќ ќе го објавиме Христовото рождество, кога ќе почне утрена со светата литургија и нормално после тоа прича за сите оние кои што се подготвувале за Христовото воскресение. Благодарам многу на одвоеното време. Живи и здрави.